Поради здравствени причини, кривичниот суд на екс-градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски му одреди мерка домашен притвор. Тој се товари за злоупотреба на службената положба поради бесправна легализација на градежни објекти и државно земјиште. За неговиот соработник ВС е наложена мерка за предпазливост. За другиот соработник Тѓ веќе постои мерка на предпазливост во случајот Топлик, поради што не е определена за овој случај. Адвокатот на Јакимовски Виктор Цветковски најави дека ќе се жалат на ваквата одлука, затоа што според него нема основано сомнение за кривичните дела на Јакимовски. Според адвокатот, станува збор за исто дело како лани, кога екс-градоначалникот на Карпош беше приведен на барање на финансиската полиција поради сомненија за злоупотреба на службена должност, но не доби притвор, а во меѓувреме според одбраната, Јакимовски не направил никакво друго кривично дело. Ко може 5-6 објекта, знаете кои се ресторани и кафени се лоцирани таму, сите се легализирани, сите се направени, значи сега веќе тврда градба, а на истиот потек не може да се направат плоштади и содржини за граѓаните на општина Карпош. Ова карпошани треба да го знаат дека нивниот поранешен градоначалник одговара за доброто нивно, за она што го правил во изминатиот период, а не за злоупотреби кои што упорно се обидуваат да ги вадат, а за нив година дена немаат никакви докази. Од самиот почеток тврдевме дека господинот Стефчо Јакимовски се чувствува невин, апсолутно подготвен да ја докаже својата невиност, дека исклучиво работел во интерес на граѓаните. Тоа и денеска се виде од срамното барање на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Според кривичната пријава поднесена од МВР, Јакимовски од позиција на градоначалник и уште 4 општински службеници од 2011 до 2017 година за фирми легализирале бараки, овозможувајќи им да се стекнат со државно земјиште по ниски цени, спротивно на законот. Од МВР велат дека државното земјиште било на булеварот Илинденска. Обвинителството за гонење организиран криминал за Стефчо Јакимовски бараше изрекување мерка притвор. Тој од утрово беше приведен заедно со уште 2 негови соработници, вработени во општината, кои исто така се обвинети за злоупотреба на службената положба во општина Карпош. Распитот пред судија на претходна постапка за 9 теми на осомничени траеше речиси цел ден.